Во Македонија лани биле родени 16.061 новороденчиња, што е за над 7.000 деца помалку отколку во 2015 година кога во земјава имало 23.075 новороденчиња. Новите податоци за наталитетот на Државниот завод за статистика откриваат дека во изминатава деценија секоја година има континуирано намалување на бројот на новороденчиња и дека падот кулминира минатата година кога е забележан рекордно низок број. Бројот на живородените деца во 2024 година е намален за 4% во споредба со претходната година, соопшти Државниот завод за статистика. Извршниот одбор на Народната банка одлучи да не ја менува каматната стапка на благајничките записи и таа да остане на нивото од 5,35%, а каматните стапки на депозитите преку ноќ и на 7 дена на нивоата од 3,95 и 4%, соодветно. Ова е втора седница на одборот на која се носи одлука за задржување на основната камата на исто ниво. Последното намалување на каматата на благајничките записи беше во февруари. Компанијата Swotmaster, која управува со стриминг платформата Glay, го објави проспектот за иницијалната јавна понуда на акции, преку која ќе се обиде да собере 120 милиони денари. Според основните информации, бројот на акциите што се запишуваат е 200.000, продажната цена на една акција е 600 денари, иницијален датум на запишување е 25 јуни 2025 година, а последен датум за запишување е 25 август 2025 година. Јавната понуда ќе биде преку модел на минимална цена со примена на принципот на приоритет на налози со повисока цена и порано време на внес на налогот во бест системот. Жалам за некој од моите објави за председателот минатата недела, напиша Маск на неговата социјална платформа X. Отидоа предалеку. Спорот беше предизвикан од противењето на Маск на законот за намалување на даноците што Трамп го турка низ Конгресот, но ескалираше и стана закана за богатството на Маск, откако Трамп најави можност за одмазда преку укинување на неговите владини договори. Тоа ќе ја погодеше SpaceX, неговата ракетна компанија. Расправијата носи скапи лекции за вселенската економија од $630 милиарди, каде што доминира Space Exploration Technologies на Маск, а акциите на Тесла паднаа минатиот четврток, пред да го повратат поголемиот дел од загубата. Францускиот сенат со големо мнозинство изгласа закон, обидувајќи се сериозно да го ограничи штетното влијание на така наречената ултрабрза мода, со посебен фокус на платформите како Temu и Shein. Целта е да се намали еколошкиот отпечаток на текстилната индустрија, да се ограничи прекумерната потрошувачка и да се заштитат домашните модни брендови кои се потешко им конкурираат на екстремно ефтините увозни производи. Законот исто така забранува рекламирање на ултрабрза мода, вклучително и реклами на социјалните мрежи, и воведува санкции за инфлуенсери кои промовираат такви производи.